5 часа веќе говори пратеникот Талат Џафери од ДУИ. Како го коментирате однесувањето? Право има секој пратеник, онолку колку што ќе процени да даде него мисли, него образложение. Значи сите пратеници на ДУИ се најавува дека вака ќе зборуваат. Тоа значи дека ќе се блокира? Не, јас сметам дека нема да се блокира. Како нема да се блокира? Законот сум сигурен дека ќе се донесе. Вие ќе реплицирате на настапот на Џафери и на другите пратеници од ДУИ? Останете тука и ќе видите дали ќе реплицирам или не. Ако издржиме. Кога? Молам? Ако издржиме. Па сметам дека би требало да издржите. Интересна тема е, кај што дефинитивно треба да им се одолжи на бранителите. Колку долго може да се влече работата на комисијата? Не би можел тоа да кажам. Нели цело тоа што го кажа албанските пратеници, нели и од опозиција и од позиција дека нели со овој закон се чепка чувствата на албанците, на бранителите, на уствари на војниците на УЧК и така натаму. За нив тоа не е нешто добро. Дали пак мислите дека треба овој закон да се донесе вака како што е или да се? Не е точно, кај што вчера се надевам дека следете мојата дискусија. Овој закон за бранителите не е албански, не ги повредува чувствата на албанците, не ги намалува нивните права. Дали ова ќе ја доведе во прашање коалицијата или е договор меѓу коалицијските партнери? Нема никаков договор. Ова е став на пратеничката група, кај што дефинитивно имаме обврска да им се одолжиме на бранителите од 2001 година, кај што беше нанесена голема неправда. Сметате ли дека институционално може да се одолговлечи цела оваа постапка околу носењето на законот? Не би сега прejudicирал. Бидејќи го браневте законот со тоа што рековте дека овој закон не навредува никого, бидејќи нели во војската во 2001 не било меѓу албанци и македонски муслимани и христијани така натаму. Зошто тогаш било проблем да се наметнува и амандмани за она? Каде е проблемот, бидејќи ево за да го решиме овој проблем да не е навредлив за никого? Значи, мој одговор јавно кажав дека во редовниот и резервниот состав на армијата и на полицијата учествува и албанци. Нажалост имаше загинати и албанци, имаше и повредени албанци. И не можам да кажам дека војната беше меѓу македонците и муслиманите. Не можам да кажам дека како пратеничка група ние имаме против нешто албанските граѓани. Како ви е ставот на владата за овој закон? Значи со кого беше војската? Обратете се до ова прашање на владата. Меѓу албански и македонски со кого беше војската? Што мислите вие, меѓу кого? Или меѓу нив што е наведено милитари групи? Значи во законот има термин дефиниран. Се надевам дека сите го имате законот прочитано и од тука можете се да извадите. Од ДУИ вела дека може да го одолговлекуваат усвојањето на овој закон и до следните парламентарни избори, макар биле редовни во редовниот термин. Дали оваа криза може да се оконча со превремени парламентарни избори пред или со локалните, или па може би да дојде до рекомпонирање на парламентарните групи, парламентарното мнозинство? Немам право да кажам дека овој закон може да предизвика предвремени избори. Се надевам дека нема да дојде до тоа. Од она што ако ги следите изјавите и на председателот, владата функционира во полн состав. Не би кажал, не би додал друго. Вчера портпаролот на ДУИ Вчера портпаролот на ДУИ изјави дека лидерот Али Ахмети е спремен заедно со било кој политичар од македонскиот блок да се поклони на било кој споменик на бранителите. Ваш став околу тоа? Мој став, повторувам, мој став. Не би се поклонил на загинат припадник од екстремистичка и терористичка војска, која беше нападната Република Македонија од 2001 година. Како го толкувате тогаш однесувањето на министерот Бесими и на офицерите? Наравно. Биве препуштил, нека ви одговори министерот. Господине, зашто ви сметат паднатите борци на ОНА, не ви сметат командантите живи?
Што ви се увлада? Што се увлада? Јас мислам дека доволно беше. Јас сметам дека доволно беше. Одговорив на доста прашања. Значи ќе потенцирам повторно. Законот за борците. Законот за бранителите. Стојан цврсто. Убеден сум во се тоа што кажувам, дека не е албански. Не ги крати на албанците. Ниједно право на албанскиот народ не крати. Вашата колешка вчера рече дека не е закон за бранители ова. Која е тоа колешка? Сузана Анева. Дека не е само закон за бранители. Прашајте ја господја Танов. Што е со семејствата на убиените цивили албанци? Кои не биле болна. Можеме денеска да разговараме само за законот за бранители.